Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за некои си техники, основни методи за правење на модифицирани антитела. Сега, претходно кога зборевме за моноклонски антитела, видовме дека можеш да земеш еден, вака ќе нацртаме помал, еден систем каде што ќе земеш одредена Б клетка, ќе земеш некоја Б клетка, која била активирана од страна некој си син антиген. И сега таа едноставно ќе стане плазма клетка и ќе прави сини антитела. Така, ама таа не може да ги прави бесконечно и затоа ќе ја врзеш со одредена канцер клетка. Така, значи. И тоа што ќе ја добиеш е модифицирана Б клетка која сега може да се дели постојано. Така, нели хибридом ќе добиеш. Ќе ја бележам портокалова ќе ја направам Б клетка која сега може да се дели постојано и постојано ти ги прави овие сини антитела. Така, но овие сини антитела се специфични само за синиот антиген. И тоа е окей, тоа е добро, но ние сакаме да имаме еден по-флексибилен систем. Односно, да можеш да имаш таков систем, така што ако внесеш црвен антиген, ти даве одма црвени антитела. Ако внесам виолетов антиген, така да ми даде виолетови антитела. И тоа би било многу подобро, многу пофлексибилно, наместо да го идеме целиот овој процес на селекција на одредена Б клетка, па таа Б клетка да фузираме со канцер клетка. И како тоа сме го постигнали? Значи има повеќе начини кои ќе се навратат на овој. Сега, постои начин да така да ставиш црвена антиген и да добиеш црвено антитело, но зошто не е практичен и кој е тој начин? Значи постои начин да земеш глушец, така ева ќе бележиме тука. Земеш глушец и во тој глушец ставиш одредено црвен антиген. Така, тој со неговиот имун систем сигурно ќе се најде некој антитело кој ќе има варијабилен регион кој е специфичен за тој црвен антиген и ќе добиеш црвено антитело. Така и тоа е супер. И сега ќе си речеш, добро, ќе го изолираме тоа од глушец, ќе го изолираме, ќе му го дадеме на човек, така да речеме дека ова е човек. И сега тој човек ќе ги има тие црвени антитела, така што не може да биде инфициран од страна на црвени антигени. Така ќе речеш сме го решили проблемот. Но всушност, ако сте ги следеле претходните видеа, знаете дека самите антитела, така самите имуноглобулини од глушецот се протеини. И тоа значи дека самите антитела од глушецот ќе бидат антигени за нас. Односно, нашиот организам ќе направи, сега парафразирам, некои си зелени имуноглобулини кои ќе бидат антинеговите имуноглобулини. Односно, ќе направиме антитела, што ќе покрене алергиска реакција и едноставно нема да биде ефективно. И како сега да го решиме овој проблем? Главните епитопи, места на глувчешкиот на антителото од глучец се наоѓаат на константниот регион на антителото. Тоа значи дека ако направиме некое си антитело, така, ако направиме антитело, вака сега ќе брежам, каде што константниот регион, ој тука вака, е од човек, во тој случај тоа нема да предизвикува толку алергичка реакција, бидејќи ќе има помалце епитопи врз кои би можеле нашите антитела да се врзат. Сега, како да направиме антитела кои ќе бидат вакви, каде што константниот регион ќе биде од човек? Едноставно што направи? Како го прават тоа? Зимаат глушец, така зимаш глушец и го инфицираш со црвениот антиген. Така, тој ќе почне да продуцира вакви црвени антитела, каде што варијабилниот регион е всушност тој што е битен. И сега ние ќе најдеме Б клетка од овој глушец кој ги прави овие црвени антитела и всушност што ќе направиме? Ќе ги изолираме гените од глушецот кои што кодираат за варијабилниот регион и на лесниот и на тешкиот синџир за овие црвени антитела, така? И при тоа ќе изолираме исто така гени од човек кои што кодираат за константен регион и на лесни и на тешки антитела. И овие две ќе ги споиме. Така, овие две ќе ги споиме и ќе ги ставиме на плазмид. Не можам сега да објаснам што се плазмиди, ама тие се вектори кои се користат за пренесување гени кои се наоѓаат кај бактериите. И тој плазмид сега можеме да го интегрираме
назад овдека во оваа Б клетка. Така што оваа Б клетка сега што ќе ни прави? Ќе ни прави антитело кое што ќе биде специфично со варијабилниот регион за црвениот антиген, додека константниот регион ќе биде од човек. Односно ќе добиеме едно химерно антитело. Химерен имуноглобулин, ајде ќе запишеме. И ова е процес всушност на хуманизирање на имуноглобулините, односно на антителата. И сега ова антитело ние можеме да го земеме, да го ставиме во човекот. Така и сега ќе го имаме ова антитело. Држиме вака. Кое што ќе може да се врзува со црвен антиген, али при тоа нема да предизвикува имун одговор или имуниот одговор што ќе го предизвикува ќе биде многу помал во однос на овие овдека. Така овие ќе прават многу голем имун одговор, додека овие ќе предизвика многу мал имун одговор. И ова е значи хуманизирање на антитела. И ова освен што не предизвикува толку усилен имун одговор, исто има и подобри ефекторни улоги. Ефекторна функција има ова антитело наспрема црвеното, така? Значи има подобра ефекторна функција. Зошто има подобра ефекторна функција? Е поедноставно зашто ФЦ регионот е од човек, а ФЦ регионот беше одговорен за биолошката ефекторна функција на самото антитело. И сега тоа го гледаме дека всушност на леава слика. Значи зимаме гени за варијабилниот регион од глушец, за лесниот и за тешкиот синџир, зимаме гени за константниот регион, и кај лесниот и кај тешкиот синџир од човек, ги ставаме на плазмиди, така, и со тие инфицираме овие Б клетки, односно кои се сврзани со канцер клетки, кои ги прават тие хибридоми и понатаму добиваме химеричен човеков глушец антитело, односно хуманизирано антитело. Сега, освен тоа што можеме да хуманизираме антитела, на тој начин постојат и други начини на хуманизирање, мислам по-добри начини на хуманизирање и некои си други техники на правење на хибридни антитела. Значи го видовме ова, кај што можеме да правиме хумано антитело, односно хуманизирано антитело, но и ова е всушност истото. Каде што во овој процес, наместо целиот варијабилен регион да е од глушец, само CDR регионите се од глушец. И тоа уште повеќе ја намалува имуногеноста на антителото. Значи ќе имавме уште помал алергиски одговор, односно имун одговор врз тоа хуманизирано антитело, бидејќи само CDR регионите ќе се од глушец. Така, само регионите кои се врзуваат со антителото се од глушец. Така што многу е потешко нашиот имун систем да одговори на тоа антитело. Други се овие химерични имунотоксини, кои зошто се битни? Знаеш, ќе си речеш зошто да прикачам токсин, некоја си штетна супстанца на антитело. Е поедноставно, ако имаш некоја си клетка или нешто, некој си органела кое што сакаш да ја уништиш. Сега зошто ќе речеш зошто сакам да уништам нешто кај мене? Да речеме дека имаш една нормална клетка, че ова е нормална клетка, имаш некоја си канцер клетка. Да сигурно сваќате кај идам со ова. Имаш, значи, канцер клетка. Сега, ако се најде некоја субстанца која ќе бележам со виолетова боја, која се експресира само на канцер клетката, така, а не се експресира на нормалната клетка, во тој случај ти можеш да направиш антитело кој ќе има варијабилен регион кој се врзува за тој антиген, а од задната страна ќе носи токсинот. Така. И ќе имаш едноставно антитела кои ќе се врзуваат и ќе убиваат канцер клетки. Сега, што е овдека проблемот? Проблемот е што не може, многу е тешко да се најде овој виолетов антиген. Зошто? Бидејќи најголем дел од антигените, да речеме овдека, кој го има нормалната клетка, го има и на канцер клетката. Бидејќи канцер клетките се од твојот организам. Така што антигените кои ги имаш на нормалните клетки, ги имаш и на канцер клетките. Така што ти не сакаш да направиш антитело кој ќе ги уништи и твоите клетки, нели? Сега ако успееш да најдеш ваков антиген,
Ако успееш да најдеш ваков антиген кој го има само на канцер клетките, во тој случај нема да го решиш проблемот со канцер, ама ќе биде многу подобра терапија ќе имаме, зашто најголем дел од терапиите денеска што ги имаме, они го афектираат целото тело, сите клетки ги афектираат. Така дали некоја си хемотерапија, радиотерапија и така натаму. Ако може да се направи ваква терапија која го таргетира само канцерот, во тој случај тој би било многу добро. Значи поентата е да се најде антиген, некој си протеин кој го има само на канцер клетките, а го нема твоите клетки. И во тој случај може да направиш ваков химеричен имунотоксин кој ќе се врзува само на нив и ќе ги уништува. Сега друго е вакви хетероконјугати кои се интересни антитела, бидејќи го губа тоа направило за симетрија. Нели обично сите има ваква една рамна асиметрија каде што лево беше исто со десно. Така, но дека е химерично антитело кое е хетероконјугат, не е симетрично. Левата страна може да има еден варијабилен регион, дека десната може да има друг варијабилен регион. Значи тоа е јако. И ова исто може да се користи за уништување на канцер, каде што овдека, така, ај вака ќе направиме. Ова беше едниот пример. Другиот пример, ако повторно, да речеме, го имаме тоа виолетов антиген, и сега го направиш антителото така што со едната страна се поврзува за антигенот, со другата страна повикува Т клетка. Така и сега имаш одредена цитотоксична таа клетка која ќе се поврзе овдека и всушност Т клетката ќе го уништи канцер клетката. Значи со едната страна се врзе за канцер клетка, со другата да повика, односно се врзе со Т клетка, и Т клетка ќе знае кој е канцер. Ќе рече, аха, ова е канцер, добро, ќе ја уништи. Значи исто може и ова да се користи за тумор терапија. Сега ќе разгледаме една друга техника која всушност се стреми да упрости работите од претходната техника. Значи претходно зборевме дека ни требаат гени од глушец кои прави антитела за црвениот антиген, и исто гени ни требаат од човек. Така и тие ги стававме плазмиди, па ги стававме во Б клетка, и таа Б клетка ја врзувавме со канцер клетка, и правевме хибридоми кои ни ги правеа тие хумани имуноглобулини. Што ако можеме да направиме да не мораме да земаме гени од човек? Самиот глушец да ни прави хумани антитела, а ние после само да ги правиме во хибридоми. Сега, како го направиле ова? Значи, вака ќе идеме тука лево, и сега ќе нацртаме, вака ќе нацртаме глушец, ова коцка нека биде глушец, каде што ова нека биде ДНА на глушецот. Сега, овдека ја представувам ДНА како ова да е целиот генетски материјал, сега ја знам дека е организиран во хромозоми и дека гените за имуноглобулините се распределени на различни хромозоми, така, еден дел од гените се на залесниот синџир се на еден хромозом, друг се на друг хромозом, трети се на трет хромозом. Така, но за симплификација ја ќе бележам дека сите гени за правење на имуноглобулини се овдека. Така, значи ова се сите гени за правење на имуноглобулини. Иако сум свесен дека се на различни хромозоми. Така. Сега, овие се гените за правење на имуноглобулин кај глушец. Но што ако ние земевме, дека се со црвено бележам, гените за правење на имуноглобулини кај човек? Така, и ги ставевме на местото на овие. Што ќе направиме? Ќе направиме глушец кој ќе прави хумани антитела. Сега искача дека не е толку едноставно. Едноставно, ако направиме само нокаут овдека или го тргнеме ова, така го тргнеме и го внесеме човековиот, не може да се внесе. Зошто? Бидејќи, ќе објаснам. Бидејќи во однос на големина ДНА сегменти, генетски сегменти, основно во должина на колку базни парови од ДНА зафаќа тоа, човековиот е многу поголем, така многу повеќе базни пара има, него гените кои се за имуноглобулин кај глушец. Значи овие се мали. Сега, тоа представува проблем, кој треба да го инсертираме. Не може да го внесеме целиот, има некои си проблеми, не се внесува правилно и така натаму. И затоа што направиле? Едноставно, да речеме дека ова е ДНА од сите хромозоми. Значи од сите хромозоми кај глушец. Така. И едноставно земале, ги инактивирале гените, значи ги инактивирале или направиле нокаут, така нокаут, ги нокаутирале гените, така што овие гени
се неактивни за имуноглобулини кај глушец. Не ги оценуваат, само нокаут им прават. Така. И ги взимаат еден вештачки хромозом. Значи оваа ДНА дека што ја бележам, ДНА, таа е на вештачки хромозом, односно Artificial Human Chromosome. Така ги обележиме. Значи тоа е вештачки human хромозом. Едноставно е у наводници празна ДНА, каде што ги внеле овие гените кои се за правење на имуноглобулини кај човек. Така, и сега оваа ДНА од вештачкиот хромозом плюс сите хромозоми на самиот глушец ги внесуваат во клетка. Така, ги внесуваат сега и ова во клетка, така што ако нацртаме една клетка вака, има јадро, така и во тоа јадро сега ќе си ги има сите хромозоми на глушецот, кои се нормални, и тука си има гени нели за правење на имуноглобулини, ама ние сме им направиле нокаут на тие гени. Така, и го внесуваме овој хромозом кој од човек, кој ќе облежам сега посветла сина, каде што има гени кои се окей за правење на имуноглобулини. Така што сите антитела кои ќе се прават од оваа клетка ќе бидат хумани. Сега, кога имаме таков стаорец, сега ако имаш стаорец кој ти прави, така го имаш овој глушец, кој прави хумани имуноглобулини, едноставно само му ставаш црвен антиген, така, и он ти прави антитело, кое е хумано. И ти понатаму само треба да ги земеш гените, така за правење на ова антитело, значи гени за имуноглобулин, и ти едноставно после пак ќе ги внесеш во Б клетка, таа Б клетка ќе ја врзеш со канцер клетка, така и ќе направиш хибридом Б клетка, кој ќе ти ги прави на големо овие моноклонски антитела, кои веќе се хуманизирани. Немаше потреба да внесуваш константни региони од човек, па да ги ставаш на плазмиди и се тоа. Но, интересно е дека нашле начин кој е уште поефективен од тоа. Наместо да земаш глушец, зошто не земеме некој поголемо животно? Зошто не земеме говедо? И го направиме истото со него, ама кога кај него ќе го инфицираш со одреден антиген и он ти прави одредени антитела, он прави многу повеќе антитела. Не мора да го поминаш овој целиот процес на хибридовија, едноставно можеш од крвта да му ги изолираш. Зашто има 60 литри крв. Така, значи ти не мора целото да извадиш крв, ќе извадиш дел и повторно ќе го инфицираш и повторно ќе му извадиш дел и повторно ќе го инфицираш и така натаму. Но едноставно ќе добиеш многу повеќе антитела. Сега ќе треба поминат процес на прочистување, бидејќи нема да биде моноклонски серум, но и тоа е еден ефективен начин. Дури и поликлонски серум не е штетен. Така, ти ако ја вадиш крвта од нив, да, ќе добиеш поликлонски, но и поликлонски може да помогнат, зашто голем дел од тие антитела ќе бидат против овој антиген. Така што тоа е еден интересен начин. Тука имаме значи слика како помина целиот процес, значи зимаш глушчешки ембрионски стем клетки, ги им правиш нокаут на нивните гени за имуноглобулини, ставаш ваков човечки artificial хромозом, ја ставив, ја го напишав АХЦ, всушност е ХАЦ, оке нема врска, и правиш вакви глушчешки ембрионски стем клетки, каде што го има човекот хромозом, а они не може да си прават нивни, така зашто им правивме нокаут, така што мора да прават и го ставаш бластоциста, се раѓаат такви глувци химерични, им правиш имбрид и добиваш целосно химерични, бидејќи иначе нормално зашто еден зима од таткото и од мајката, почеток нема да бидат, но понатаму ќе ги изолираш овие химерични трансгенични глувци, едноставно ќе им извадиш клетки од слезената, ќе ги споиш со канцер клетки и ќе добиеш хибридоми, така кои ти ги прават овие антитела. Нели тоа го видовме. Ќе ги изолираме, после гените всушност нели ги вземаме од Б клетки кои се услезената и ги спојуваме со канцер клетки, добиваме хибридоми и добиваме тие антитела. Сега плюс има дека уште една слика, каде што оваа слика е всушност за селекција при овој тука процес. Така, бидејќи ние викаме дека го инсертираме овој човеков artificial хромозом во
ES клетките, но нема сите да бидат успешни. Така например дека имаш рекомбинантни каде што има случајна инсерција, овие се со добрата инсерција, а овие се кај што воопшто не се инсертира. И се третира со различни хемикали, каде што тие во кои има инсертирано се всушност отпорни, така што некои ги преживеат, после со друга хемикалија и сите умират и на крај имаш клетки кои се само со успешна рекомбинација и потоа овие всушност ги зимаш и ги ставаш во бластоцистот. Но окей, тие се веќе спецификации при самата техника, ние нормално овдека го разгледуваме општо, но тоа е главната идеја. Они сега при работа си има тука техники, маневри, но тоа не интересира. Сега ќе збориме за една техника каде што се користат бактериофаги, каде што можеме да добиеме моноклонски антитела без имунизација. Значи без да имунизираме животни, можеме да добиеме антиген специфични антитела. Сега, како го правиме тоа? Едноставно првично земаме многу голема Б популација, мислам популација на Б клетки, така од некој си организам, ќе го убиеме и едноставно ќе извадиме клетките од слезената, така. Имам дека огромна популација на Б клетки. Значи ова е се Б клетки кои има некаков си антитела од нивната површина, така, значи сите овие се Б клетки. И така натаму, и така натаму. Сега сите овие Б клетки, нормално, поминале фаза на зрење, имаат некакви си антитела, има портокалово, има виолетово, така, има црвено и така натаму и така натаму. Сега, оваа популација на Б клетки, всушност од сите нив изолираме, така, од сите нив изолираме гени за вариабилниот регион на тешкиот синџир и за вариабилниот регион на лесниот синџир. Од сите нив. И сите имаат нормално различни вариабилни региони, така што добиваме многу различни гени, кои нели ова се веќе преуредени од генските сегменти. И добиваме еден многу голем микс. Значи добиваме микс вакви црвени со некои си подрукше црвени, така. Добиваме за портокаловите, така, со вакви помали портокалови за light chain, исто и за виолетовите, така, кои за дебелиот и за малиот. Нормално и различни вариабилни гени. И направиме еден микс од сите овие, така ги мешаме, ева ги ставам како затворен сад, ги мешаме. Така, и понатаму всушност правиме приспојување на одреден тежок вариабилен со одреден лесен по случаен избор. Така, значи правиме по случаен избор, каде што ќе земеме light од виолетовиот и ќе споиме со heavy од портокаловиот. Ќе земеме heavy од црвениот и ќе споиме со light од портокаловиот. Така, и која не остана уште една комбинација. Heavy портокаловиот, така ќе споиме со кој остана црвениот од light. Така и добивме три комбинации. И всушност ќе добиеш толку комбинации колку што си имал Б клетки на почеток. Сега ние да речеме дека во каа популација имаме 10 на 10 на 8, 10 на 10 клетки. Така, кој што можеби некои се мемориски, така што некои ги имаат истите гени и така натаму, но имаме доста голема популација на клетки. Така што ќе добиеме исто многу голема разновидност на различни тешки со лесни синџири од различни клетки искомбинирани, некаде исто 10 на 8, така, различен број. Може и 10 на 10, зависи какви бројки вадиме, зависи колка популација дека ќе земе. Ние можеме да убиеме, не знам, неколку глувци и да земеме 10 на 10 популација. Така што ќе добиеме 10 на 10 различни комбинации. Не сме до тоа многу ограничени, но поентата е ќе имаме многу голем број на комбинации. Така, значи огромен број на комбинации. И овие сите тешко со лесно се поврзуваат всушност со една пептидна врска. И всушност овие заедно се нарекуваат, односно ако би ги ставиле да кодираат, нормално ќе направат вариабилни региони само, бидејќи имаме само гени за вариабилни региони. Ќе направат така наречени single chain fragment of variable regions. Сега, што правиме? Од кој имаме оваа огромна генска библиотека, така значи оваа огромна генска библиотека, едноставно зимаме вируси, поточно бактериофаги. И ќе нацртам се еден вирус вака со сива боја. Бактериофаг кој има капсид, има како врат, има базова плоча и влакнеца. Сега, поентата е, самиот капсид има генетски материјал, одреден генетски материјал, кој што кодира за правење на протеините кои се наоѓаат на неговата површина.
Така, значи кодира за овие протеини. Сега, што ако ние внатре во генетскиот материјал на вирусот внесеме еден од овие гени? Така, што ќе се случи? Едноставно, ќе обележам се со виолетова боја, овдека го внесеме во идел со виолетова боја. Он ќе почне на капсидот да прави вариабилни региони од антитела. На самиот капсид ќе почне да прави вариабилни региони од антитела, кои што сме ги внеле од тој ген. И сега овој го ставиме на плоча со бактерии, така да речеме вака една петриова плоча, кај што имаме бактерии, имаме некои си ешерихи, и тој вирус ќе си се намножи, и сега ќе имаме многу вируси кои ќе имаат вакви виолетови вариабилни региони. Така, сега, ние не мора да внесеме еден ген. Значи, ние можеме да земеме огромна популација на вируси и да внесеме, да направиме вируси, да направиме многу вируси, така еден вирус, два вируса, три вируси и така натаму, каде што секој ќе содржи, освен нивната ДНА, која се имаат, ќе содржи различен ген, ќе содржи за жолти вариабилни, овој за некои темно-сини, овој за некои црвени вариабилни региони и така натаму. И ќе добиеш една огромна популација на вируси, каде што сите ќе прават различни вариабилни региони на нивната површина. И постојано ќе ги ставаш на вакви подлоги со Escherichia coli за да ги намножиш. Така ќе си ги намножуваш вирусите на подлога и постојано тоа ќе правиш enrichment и ќе добиеш сега многу вируси. Така, значи сега имаш многу вируси. Сега, како ќе селектираш дека сакаш одреден вариабилен регион? Така, едноставно тука имаме таа популација на вируси, и ќе земеш една подлога, каде што таа подлога ќе ставиш антиген кој сакаш да добиеш вариабилен регион за тој антиген. Ама тој антиген ќе биде вметнат у подлогата, нема да биде подвижен. Така. Кој е вметнат или имобилизиран. Поетата не се движи. И сега, ја пуштиш оваа популација на вируси да поминат овдека. И сега да речеме ќе се најде некој си вирус, ќе го направам вака вирусот, кај што тој вирус ќе има вариабилен регион, црвен вака, кој ќе се врзе за единиот антиген кој ти го сакаш. Додека останатите вируси едноставно ќе си поминат. Нема да се врзат со ништо. Ќе си стојат само така. И ти сега ова ќе опромиеш, сега викам со вода, нема врска, се промива со нешто друго, така што сите кои не се врзале, едноставно ќе си поминат. И се што ќе ти остане на плочата се тие вируси кои имаат вариабилен регион, кој може да се врзе со антигенот кој ти го сакаш, кој си го имобилизирал на подлогата. И сега ти знаеш дека овој вирус има успешен вариабилен регион, го изолираш и му го изолираш генот и најдеш дека е VH од, не знам, некоја си бактерија, некоја си Б клетка која преходно дали си ги вадил овие фрагменти и VL од некоја си кој што овие прават стварно тој црвен вариабилен регион, кој понатаму ќе го хуманизираш и на него ќе прикажеш портокалов FC регион од човек и ќе добиеш сега антитело кој сме го добиле без да имунизираме животно. И овдека се на слика го имаме се тоа што го објасни. Значи имаш некоја популација на Б клетки, така сите си имаат различен вариабилен регион за тешкиот и за лесниот синџир, ги изолираш гените, така, од овие Б клетки, ги поврзуваш, рандом поврзување со вакви пептидни врски, мислам пептидно поврзување, и сега тие гени, така, можеш да ги внесеш, идеме горе, можеш да ги внесеш во вируси, така што да ги ставиш да бидат дел од протеинската обвивка, од капсидната обвивка на самиот вирус. И сега имаш вируси кои што прават различни вакви вариабилни региони, односно single chain fragment variables, и потоа ги имаш овие трансформирани бактериофаги, ги растеш на подлога Escherichia coli, ги размножуваш, ги изимаш овие бактериофаги, ги инкубираш на имобилизиран антиген, измиваш, така што се измиваат тие кои не се врзале, така, ги вадиш тие кои се врзале, повторно ги инкубираш во Escherichia coli за да ги размножиш уште повеќе и може да си ги размножуваш колку сакаш, и после ги изолираш генските сегменти од тие вируси, ги ставаш, повторно можеш да ги правиш во хибридоми и добиваш моноклонско антитело
а не сме имунизирале животно. Значи ова е еден многу паметен начин. Како им текнало, секоја чест. Имам многу работи кои се вака интересни, кои стварно треба да си паметен да ти текнат. И добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Видовме како може да се модифицираат антителата, на кои начини и така натаму. Тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.